Во овој момент нема поголем проблем за македонската економија од цената на струјата. Владата мора да изнајде избалансирани решенија кои ќе му овозможат на бизнес секторот да преживее. Ако тоа не се случи, многу фирми ќе се затворат и ќе се изгубат голем број работни места. Доколку луѓето останат без плата, нема да можат да ги платат сметките, колку и да се субвенционирани од владата, порачаа денеска од Стопанската комора. Оттаму сметаат дека потребна итна реакција зашто времето поминува, а ризиците се зголемуваат. Ако луѓето останат без работа и без плата, нема да можат да платат сметката за струја, колку и да е таа субвенционирана од страна на владата. Патем, да истакнеме дека прашањето за цената на струјата не е актуелно само во моментов, туку е важно и за воиднина. Да земеме еден едноставен пример. Да предпоставиме дека во сите земји од нашиот регион има по една фирма која што произведува ист производ и тие фирми се конкурираат меѓу себе. Комората очекува незините предлози оваа недела да бидат разгледани во владата, но и да бидат прифатени. Ако предпоставиме дека сите тие фирми имаат ист трошок за сите ставки што ја градат цената на тој производ, освен кај ставката што е цена на електричната енергија, тогаш производот на македонската компанија ќе биде најскап и најмалку ќе се продава. Според расположливите податоци од разни извори, цената на струјата за компаниите во сите други земји од регионот е пониска од нашата и тоа ги прави нашите компании ценовно неконкурентни. Затоа очекуваме владата што побрзо да ги прифати предлозите објавени во повеќе наврати од страна на Стопанската комора и да преземе чекори за нивна примена. Потребна е итна реакција, затоа што времето поминува и ризиците се зголемуваат. Повикувајќи се на податоците од Централниот регистар, во 2021 година од трговскиот и од регистарот на други правни лица се избришани 6995 правни лица, а во 2022 година, согласно моментно објавените податоци, веќе се избришани 5324 правни лица, велат од Стопанската комора.